Имајќи ја Божјата милост, еве не ова година по пети пат да се собираме како едно поголемо сенародно и црквено духовно македонско семејство, за да ги продолжиме установените традиции од пред 5 години организација на Иселеничкото полошко друштво. Нека се од Бога благословени и предблагословени имињата на сите вас, кои што вдахновени од Бога, проникнати со искрено македонолюбие, со голема неисцрпна, неизмерна љубов кон родната македонска грудка, со цел да не се дозволи да згаснат таковските и мачинските огништа на овие простори, ја установивте оваа убава традиција, за да можеме вака бројно да се собираме, да се молиме најнапред во нашиот свет Божи храм, нашите свети Божи храмови во текот на 5 години, за добродушевно и телесно здравје, за силно единство, за уште поголема меѓусебна доверба и за мир и добросостојство во нашата родна и мила Токовина.
Почитувани пријатели, драги гости, почитувани наши од диаспората, дами и господа. Добро вечер или добар ден и добре ни дојдовте на традиционалните 5 типоред и селенички средби во прекрасново село Глоѓи. Како и на претходните 4 средби, така и на ова, организаторот се потруди задоволството на присутните да биде на највисоко ниво. Прекрасен се извинувам естраден дел со познати и признати имиња од македонската естрада, како и традиционалниот избор на полошка обавица. Говорниот дел ќе го отвори пратеникот во Републичкото собрание господинот Владко Ѓорчев. Го повикувам, а вие поздравете го. Ваше високо правосвештенство, владика Кирил, почитуван господине Груевски, почитувани гости, почитувани жители на селото Глоѓи, но и оние кои што во моментов живеат во Детройт, почитувани гости, почитувани присутни од Тетовскиот регион, драги пријатели. Ваквите селенички средби се навистина повод да се соберат сите во родната татковина Македонија, да дојдеме, да се видиме помеѓу себе, да едноставно луѓето кои што биле блиски, повторно бидат блиски, а нивните синови и нивните внуци помеѓу себе да се дружат. Уште еднаш би сакал да ве поздравам сите, да го изразам своето задоволство затоа што минатата година, во септември, со добар дел од вас се видовме во Детройт, се видовме во вашата нова татковина, а сега се гледаме во вашиот стари крај, во старата татковина, во матичната држава на сите македонци, независно каде и да се. Поздрав, добре дојдени сте во татковината, убаво е што сме тука, да се гледаме за убави работи и на државни и на црковни празници. Ви благодарам на сите што дојдовте, а воедно го најавувам идниот премиер на Република Македонија, човекот кој што ќе ги гради мостовите кон македонската диаспора, господинот Никола Груевски. Почитувам високо правосвештенство, господин владика Кирил, почитувани пратеници, почитувани домаќини, почитувани граѓани на Глоѓе, почитувани македонци од иселена Македонија, од Детройт, од Америка, од другите места, почитувани присутни, драги пријатели, ми представува чест и задоволство што денеска бев поканет да дојдам и да ги споделам овие убави и радосни моменти заедно со вас во овој пријатен августовски ден во ова 2006 година, во ова лето господово. Многу од вас беа вистински амбасадори на Македонија и знам дека сите вие што не живеете во нашата држава сега, во Македонија, дека секогаш досега и од сега па натаму ќе ја носите Македонија во срцето. Јас верувам и за тоа ќе работиме и тоа го ветувавме во кампањата пред изборите, дека ќе дојде време кога чекор по чекор, подобрувајќи се економската состојба во Македонија, подобрувајќи се бизнис климата во Македонија, подобрувајќи се условите за правење бизнис, ќе дојде момент кога се повеќе македонци што живеат надвор од земјата ќе најдат интерес и можност да инвестираат тука во Македонија и тука да прават профит. И јас сум оптимист дека таквите денови ќе дојдат брзо. Можеби не пребрзо. Јас тогупати во кампањата кажував дека ветуваме многу конкретни чекори, многу реформи, многу промени, многу подобрувања, но велев не очекувајте чуда преку ноќ. Не можеме да им ветуваме на луѓето нешто што е невозможно, да им ветуваме чуда преку ноќ или успеси што ќе се случат за една недела или за еден месец или за неколку месеци. Но она што го ветувавме тогаш го потврдувам и сега. Многу работа, многу труд,
многу енергија и многу одговорност на новата влада и на новите министри и многу борба за оваа држава да стане поуспешна, побогата и граѓаните во оваа држава да станат посрекни и со поголеми можности за заработка, за бизнис и за подобар живот. Тоа е нашата цел и тоа е она за што ќе се залагаме. И не можам во оваа прилика уште еднаш да не го потврдам она што го дадовме како ветување не само во кампањата, туку и во годините во кои што бевме во опозиција. Тоа беше дека враќањето на ВМРО ДПМН на власт ќе значи овозможување на македонската дијаспора да гласа во дипломатско-конзуларните представништва. И тоа ќе го направиме во првите неколку месеци, се надевам не подосна од првата година откако ќе бидеме на власт, со промена на законот, со кој што ќе овозможиме и луѓето што се привремено или можеби на подолго иселени од Македонија, како што учествуваат со целата своја љубов и енергија, со мислите, со својата заработка во Македонија да може да учествуваат и доколку тоа го сакаат, се разбира, тоа да им биде дадено како право, а не како и обврска во креирањето на она кој треба и на каков начин да ја води Република Македонија во иднина. Така што можам да потврдам дека она што го ветувавме ќе мора и да го оствариме. Денешната моја покана дојде за мене посебно пријатна затоа што при последното мое одење во Детройт една од главните забелешки што ми ги даде еден од присутните таму беше дека на минатата година не сум присуствувал тука. И ветив таму дека на следната прилика сигурно ќе ми имаме и вас и евеме тука заедно со вас со посебно задоволство, со сите вас што дојдовте во Македонија и со сите вие што живеете во Македонија, тука во Глоги, во другите села, во околината, во овој тетовски крај. И навистина пријатно се чувствувам тука заедно со сите вас. Уште еднаш ви благодарам што ме поканивте, што имам можност да ова попадне да го споделам со вас, со овие прекрасни луѓе тука и да си посакаме сите подобри денови за сите нас, за Македонија и за поколенијата што доаѓаат. Секој добро, ви благодарам. Да живее Македонија! Благодариме на господинот Груевски. Сега го повикувам председателот на Полошко-иселеничкиот клуб ПИК, господинот Стојче Стојановски, да ве поздрави и да ви се обрати. Драга роднино, драги сонародници, тешко е да зборуваш после зборовите на идниот и можам да кажам и сега председателот Груевски, но ќе се потрудам бар некој збор да ви кажам. Да го поздравим дедо Кирил, без него не може да се прави ништо. Господинот Груевски со неговата група што е тука, господинот, нашиот омилен амбасадор поранешен Никола Димитров. Ова е стварно задоволство да се види олку народ собран за овие полошко-иселенички средби кои стварно ги само замислувавме во нашите соништа пред 1909 година, 99-та година, но тие станаја стварност. Еве гледате колку народ се собра овдека и ви ветувам дека ова и понатака ќе го направиме. Идната година ќе бидеме во село Одри, што не е од овде далеку, и се надеваме дека и председателот на држава Македонија ќе биде со нас. Овој пута за жал не дојде. Благодарам, веселите се, да се расположиме и се најубаво. По господинот Стојановски го повикувам председателот на црковниот одбор при црквата Свети Атанасија во Глоѓи, господин Сашо Матовски, да ве поздрави да се обрати. Добро вечер на сите тука присутни, добар ден на овие што се тука присутни и добро утро можеби на некои луѓе што не слушаат во диаспората, кој што се во временска разлика.
Мило ни е што тука сме ние годинава коорганизатори. Мило ни е што тука ни се присатни господата пресе делото владика. Он е домаќин на овој храм тука. Мило ми е што тука е господинот премиер кој што е сега нова влада, кој што ветува убави големи работи, кој што се наша замисла, која што во предизборието беше убаво да се слушне. Мило што ќе има да се гласа и во диаспората. Ги поздравувам сите тука присатни луѓе кои што се и сите околу кои се додини да разголемат ова денешна убавина која што е тука. На нас ни се дозволи година име домаќини во Лоѓи. Ни е мило што сме ко пристаниште на сите македонци, дали тука или во диаспората. Не би сакале повеќе да должиме, но би сакале уште еднаш да се заблагодариме на Полошкиот и студентски клуб кој што годинава тука ги организираат прославата. Благодариме на сите останати од пратеници кои се дојдени, со тоа што мислиме дека нивото на зближување на владата македонска, на државата со диаспората, тоа е лобито, тоа е групата која што може Македонија да ја понесе многу понапред. Благодарам на сите. И одиме со последниот говорник во овој дел. Го повикувам господинот Бошко Стефановски во улога на секретар на Полошко селеничкиот клуб Тетово од Детроит да ве поздрави, а потоа ќе одиме со вториот дел од селеничките следни. Добро вечер на сите. Сакам да му пожелам на мирниот премиер, се разбира, голема среќа, исто да не ја Петринската Бонева, мојот добар пријател во Америка, амбасадорот Димитров. И добро дојдовте на сите, дедо Кирил, тема нема да те промашим. Јас сум сигурен, ти си како член во Америка, нема што тука. Па ова, да ви кажам отворено, извините, понајше под парол Латко Ѓорчев, извини. Ова отворено и сега можете само да се веселите, толку од мене. Завршивме со првиот говорен дел. Ја повикувам Сузана Спасовска да го отвори вториот говорен дел, а потоа ќе ви кажам што ќе се случува во естрадниот дел. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Старо, младо, машко и женско на нозе се кренало. Старо, младо, машко и женско на нозе се кренало. Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови весници. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се вее на Крушевската република. На Гоце Делчев Питу Гули, да ме Груев Сандански. Гоце Делчев Питу Гули, да ме Груев Сандански. Не плачи, Македонио, мајко мила, крени глава гордо високо. Македонија слободна, слободно живее.
слободно живее. Со суза на малку подоцна ќе се дружиме повторно, се разбира кога атмосферата ќе се вжешне. Одиме сега со 15-минутна кореографија на културно-уметничкото друштво Извор од село Јегуновце. Да ве подсетам, формирано е лани, број 100 членови, гостувале забележливи успеси, бележат во земјава, како и надвор во соседна Србија и Бугарија. Кореографијата се вика Народен обичај свадба, а исто така пред да ги видите, не замолија да ги поздравам сите од дијаспората кои ја помагаат работата на ова културно-уметничко друштво. Да ги поздравиме културно-уметничкото друштво Извор од село Јегуновце.
Донатори на петтите селенички средби: Черминот Тврдомир Стамевски со синот Светозар Стамовски, $850. Христо Мицковски со синот Кирко, $500. Совче Јовановски од Јегуновце, $400 донирал за овие средби. Бошко Стефановски, секретар од Глоѓи, $350. Лазор Истовски од Глоѓи, $350. Стојче Стојановски, председател, $300. Раде Михајловски од ТРЦ, $300. Исто толку по $300 донирале Васко Стефановски од Глоѓи и Божидар Блажевски од Глоѓи. $200 Вис Индустрис Војо Симјановски од Јанчиште. По $100 донирале следниве господа: Велко Ѓурич од Одри, Борис Атанасовски од Старосело, Живко Петровски Жилче, Зоран Апостоловски Благајник од Старосело, Ончевски Злате од Непроштено, Илија Серафимовски од Старосело, Мирослав Диновски Старосело, Даниел Симјановски Јанчиште, Славко Гавровски од Глоѓи, Тодор и Мара Ѓорѓевски од ТРЦ, Новче Томовски Лукојца, Екзотик Травел Синиша Кировски, Скопје Беврейт Шоп од Јегуновце, Поповски Аџенси од Ротинце и од Детройт 23 мили $100 и по $50 Војно Јовановски од Одри и Благоја Ѓеровски од Тетово. Одиме сега со нешто многу интересно. Значи, 5-та година представуваме претендентки за најубава полошка убавица. Марија превзема диригентската палка, па да започнеме со првото представување, потоа пак музика, пак представување и така забавно и интересно. Уживајте! Токму така, добро вечер и од мене. Веќе најави Драган што следува, значи по 5-ти пат избираме најубава девојка на Полок. И избираме Мис Полок за 2006 година. Ајде на почетокот да дадеме еден голем аплауз за овие 12 храбри девојки кои сега ќе се појават на оваа писта. Ја гледаме Даниела Србиновска. Даниела има 17 години и од Тетово. Реден број 2, Александра Антоска, 18 години од Врвеница. Реден број 2, Александра Антоска, 18 години од Врвеница. Во хороскоп Александра е Овен. Александра, дали има публика овде? Но више Александра, реден број 2, удиме реден број 3, Наташа Димитрова. Девојката која секоја година учествува на изборот за Мис Полок. Наташа има 16 години и од Тетово. Реден број 3, Наташа Димитрова. Во хороскоп Наташа е Водолија. Ја гледаме Наташа, реден број 3, вечер имаме 12 пријавени кандидатки на овој избор. Реден број 4, Тања Топчевска. Тања, како и сите 12 кандидатки во прво представување, носимо ние рапутниците Мистер Брајд во Тетово. Тања има 15 години, колку млада. А убава девојка, така е. 15 години од Тетово, во хороскоп Тања е рак.
Ајде продолжуваме. Уште една именјачка на Тања ни е следна. Тања Богдановска. И оваа Тања има 15 години. Вие Тањите сите сте млади. И убави, и способни. И кандидатки на изборот за Мис Полок 2006. Тања има 15 години од Тетова. Во хороскоп Тања е Скорпија. Реден број 5, Тања Богдановска од Тетова. Така е, слободно навивајте за својот фаворит. Ние сите можеме да навиваме, меѓутоа жири комисијата е таа која ќе одлучи на самиот крај. Продолжуваме. Реден број 6. Даниела Карамфиловска. Бутици мистер Брајт. Задолжени за првото излегување на манекенките. Ајде да ја бодриме со аплауз. Даниела има исто така 15 години. Идијан Лешок. Даниела во хороскоп е Водолија. Реден број 6, Даниела Карамфиловска. Ајде да голем аплауз за неа. Реден број 7, Сања Костич. Уште една 15 годишна девојка. Ајде да ја видиме Сања. Сања има 15 години, веќе кажам, прени доаѓа од Тетова. Во хороскоп е девица. Реден број 7, Сања Костич од Тетова. 15 години. Ма убави се девојките од цел Полок, не е тоа само од Тетова. Токму затоа избираме и оваа година традиционално Мис Полок 2006. Реден број 8 се појавува на нашата писта. Перлита Атева. Минатата година беше придружничка. Дали оваа година ќе биде Мис? Секој од овие 12 девојки се надева на тоа. Што вие мислите? Слободно бодрете ги со аплауз. Перлита има 18 години, и од Тетова. Во хороскоп Водолија. Реден број 8. Уште 4 девојки имаме на ова прво представување. Браво за Перлита! Продолжуваме со реден број 9. Лела Јовановска. Лела, убаво име. Ајде да аплауз за Лела. Не ги штедете дланките. Нема да ви се потрошат. Битно е на овие девојки да имат големи менец само до вербата. Ќе повторам, не е лесно да се излезе на оваа писта пред толку многу луѓе. Лела има 18 години и од Тетова. Во хороскоп Скорпија. За Скорпиите велат многу биле љубоморни, ама Лела не верувам дека ќе биде љубоморна ако не освои ништа. Јас само да кажам на самиот почеток дека битно е да се чувствува. Следна, реден број 10, Верица Дојчиновска. Аплауз еден и за Верица. Верица има 17 години и од Тетова. Во хороскоп е Јарен.
11. Внимателно гледајте. Посебно жири комисијата. Реден број 11, Драгана Милошевска. Има 20 години, доаѓа од Прељубишта. Цел полок имаме девојки. Ајде аплаузи за Драгана. Драгана е лав во хороскоп. Реден број 11. Ова вечер девојките ќе излезат во 3 комбинации. Како последна за ова прво представување, девојката со реден број 12. Исто така веќе традиционална учесничка на овој избор. Кристина Дудич, 20 години од Врвеница. Во хороскоп Кристина е бик. Хајде еден аплауз. Реден број 12. Да повториме ова прво представување, девојките беа облечени во модели од бутиците Мистер Брайт од Тетова. Браво за Кристина, како последна видов ова прво представување. Продолжуваме ние понатаму со програмата и се говориме последно предпоставувам со музичка пауза, меѓутоа тоа најдобро го знае мојот колега Драган. А веднаш потоа ќе го видите и нивното второ представување.
второто представување на манекенките. Овој пат ги гледаме во маички и панталончиња од радио и телевизија КИС. Ајде да аплауз да слушаме. Може ли? Реден број 1, Даниела Сабиновска и Елена Повторна. Даниела има прекрасна дела, но значи мора нешто да спортува. Нејзино хоби од бојката. Висока е 169 сантиметри, а има 48 килограма. Највисоката девојка, но гумина си додаваат на својата висина, а Наташа вели дека од својата би додала некому. Висока 181 сантиметар, има 65 килограми, а има доста интересно хоби. Читање книги и возење велосипед. Така да биде маунтбајкер. Браво! Тоа беше Наташа. Идеме понатаму, реден број 4. Тања Томчевска ја гледаме. Мајчки и панталончиња од радио и телевизија КИС. Висока метар и 70 или 170 сантиметри. Има 57 килограми. Нејзино хоби слушање музика. Реден број 4, Тања Томчевска. Каде ми се аплаузите? Тоа беше реден број 4, реден број 5, повторно нејзината именјачка. Тања Богдановска. Има 58 килограми. А имаат исто хоби со претходната кандидатка. Да слушаат добра музика. Реден број 5. Внимателно гледајте. Сека комбинација која девојките ја носат им истакнува по некоја црта која вие треба да ја видите. Завршивме со Тањите. Започнуваме сега со Даниела Карампиловска. Реден број 6 е наред. Даниела е висока 174 сантиметри. Има 63 килограми. Нејзино хоби е слушањето добра музика, меѓутоа уште нешто многу битно. Таа сака да се дружи. Битно е нашето полошко убавица Игна, да сака да се дружи, како сакаат сите девојки. Морам да напоменам дека на ваквите избори навистина се истакнуваат дружелюбивите особи. Девојките навистина прекрасно си другаруваат пред секој избор. Реден број 7. Тања Костин. 165 сантиметри висока. 53 килограми има.
Вистина хобби е шетање, еве како сега што се шета по писта, сака да шета и стетува и целиот полот, и правење фризури. Се надевам дека еден ден ќе видиме какви фризури прави Сања. Овој пат за фризурите на нашите кандидатки се погрижи фризерско студио Силви.